На 20 октомври, односно денеска, во Музеот на македонската борба за самостојност во Скопје ќе се одржи централниот настан од годинашното пето поред јубилејно издание на меѓународната поетско-културна манифестација Анте Поповски, Анте во пера. Манифестацијата се одржува во чест на творештвото на бардот на современата македонска поезија, академикот Анте Поповски. За значењето на оваа меѓународна поетска културна манифестација и каква е предвидената агенда на настанот, утринава разговараме со Александар Поповски, организатор на манифестацијата Анте во перо, инаку син на Анте Поповски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, поздрав до сите гледачи и благодарам за отстапениот простор. Ајде за почеток на разговорот да им откриеме на нашите гледачи дали е се подготвено пред вечерашното отворање на петото јубилејно издание на Анте во перо и какво значење има оваа манифестација конкретно за македонската книжевност. Ке видиме до вечер дали е се подготвено, верувате ме, видовте, влегов со кесиве сега. Се договарам, ова е масивна една манифестација, морам да признам. Нас ни започна организацијата веќе после завршувањето на минатогодишното Анте во перо, со собирање на научните трудови за зборникот, со печатање на зборникот, со техничко уредување и со сето тоа. Мислам дека сме подготвени, вечерва во 19:45 ги очекувам. Сите почитувачи на литературата, на поезијата да дојдат. За ова што ме прашавте какво значење има, мислам дека има огромно значење. Во моментов не е можда момент јас да зборувам, но од сите критики јас се дружам и со голем број етаблирани поети во Друштво на писатели на Македонија со струшки вечери на поезијата, велат дека е можеби една од, се качуваме нагоре, доста престижна манифестација и од година во година растеме. А за тоа секако говори интересот на авторите, зашто ќе говориме нешто подолу во разговорот, би сакал во овој дел да споменеме која е целта на оваа манифестација. Една единствена цел, да се твори и пишува на литературниот македонски јазик. Значи, кога почнавме со брат ми ова да го организираме, единствена цел беше да се твори и да се пишува на македонски. И ништо друго. И успешно би рекол ја остварува оваа манифестација својата цел веќе пета година поред, како што напоменав и на почетокот. Ајде малку околу конкретната агенда за денеска. Каква е агендата за денешното отварање на петото издание на оваа манифестација? Така, во 19:45 во Музеот на македонска борба модераторот ќе отвори свеченоста, ќе се даде збор на директорката на музеот, кој ја користам приликава да и се заблагодарам на Музеот на македонска борба. Она ќе ги поздрави присутните и ќе најави една друга заемна работа што ќе ја правиме другата година. Потоа врачување на наградите. Антевото перо ќе врачиме на господја Јулијана Младеновска Тешија, која живее и работи во Осијак, во Хрватска. И една, јас не ја познавав, но по ова што го гледам, што прочитав, што успеав да прочитам нејзината книга, е прекрасен поет, кој не е ни прва, ни последна, се надевам, и дека допрва ќе се слуша за таа господја. Потоа ќе ги доделиме златниците. Тоа, двата златника за, еве да ги наречеме втората награда, за господја Славица Гаджева Свидерска и господја Елена Виолета Танчева Златева. И на крајот ја даваме наградата Антев часовник од ризницата од приватните часовници на татко ми. Он имаше над 100 и нешто часовници, што зидни, што украсни. И од еден од тие часовници ќе го дадеме на Рената Пенчева, мислам, работеше во македонска телевизија. Така, наша поранешна соработничка. И тоа е, демек, времето работи за младите. Да, и верувам, но јас ќе ви кажам само уште ова. Значи, во овие 5 години, еве ги муабетите и рецензиите на професор доктор Венко Андонов, академик Венко Андоновски. Во Македонија се изродија вундеркиндови.
од 20 до 25 години. Значи, кој ви кажувам вундеркиндови, еден од вундеркиндовите е Рената, Софија Тодоровска, Матеја Богдан, Емануела и уште 3-4 нека ми простат, навистина ги заборавам имињата, премногу се. И навистина радува веста дека има кој да го продолжи оној творечки пат кој што го започна токму вашиот татко. Ќе споменеме дека дел од наградите ги имаме и во нашето студио, ексклузивно ни ги донесовте за да ги погледнеме, оние кои што ќе бидат доделени на денешната манифестација. Конкретно споменавме, жири комисијата одлучи наградата Антево перо за оваа година да ја припадне на стихозбирката Куќа на Јулијана Младеновска Тешија. Би сакал во овој дел да споменеме кој се најде во редовите на жирито и колку жирито годинава имаше тешка задача да ги одбере најдобрите и каков беше интересот за учество на конкурсот годинава, споредено со минатите години? Во почетокот од првата до четвртата година жири комисијата ја составува првите 2 години 5 луѓе, меѓу кои професор Венко Андоновски, доктор Атина Цветановска, Жорж Поповски, брат ми, во првата година беше Митко Гогов и професор доктор Кристина Николовска. А во последнава година жири комисијата ја составуваат професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, доктор Атина Цветановска и Жорж Поповски. Интересот огромен. 76 книги се пријавија на овој конкурс. Во овие 5 години необјавени книги се пријавени 393. Само за една илустрација на конкурсите се пријавуваат низ Македонија до 40-45 книги. Што подразбира самата награда Антево перо и какво значење има денес во македонската книжевност? Символика. Значи, да го продолжиме, вие фино рековте, патот на Анте Поповски, заради тоа што он беше навивач за младите. Верувајте ми, од каде не се јавуваа млади момчиња и девојки во почетокот на ова да им направи рецензија, да ги насочи во пишувањето и сето тоа. И он секогаш, ама баш секогаш, прво за нив работеше, ги правеше рецензиите, ги упатуваше во тајните на поезијата и тоа е. Но нашата цел е, како знаеме и умееме, до година и наредните години да сме живи и здрави, неговите есеи мораме да ги промовираме, бидејќи тоа е една ризница од богатство. Многу малку од народот во Македонија знае за есеите на Анте Поповски, кои оние веќе почина 19 години, а пишувани есеи се пред 30-35 години, како сега да живееме. Што е работава? Идентитети се зборат, јазици и ова, негови преписки со академици, со наструшки вечери, снимање на филмови, бидејќи работеше и во Вардар, документарни филмови, тие стојат во архивите и сето тоа. Ние имавме поздравни писма од двајца добитници на Златен венец. Покојни, за жал, Хорхе Хусто Падрон и Иван Левчев. Тоа се двајца венцоноци на Струшките вечери на поезијата. А Струшките вечери на поезијата се уште е меѓу првите 2 или 3 манифестации во светот за поезија. Тоа да го знаете. Уште една содржина дополнително ќе ја збогати поетската вечер денеска. Предвидено е и поетско читање на кое со дел од своите најнови поетски творби ќе се представат наградените автори, но и поети чии дела биле селектирани во потесни, но и поширокиот круг на оној поетски надпревар за наградите. Што конкретно подразбира тоа? И уште ќе споменеме дека годинава меѓународната манифестација ќе биде заокружена и со неколку други содржини кои што ќе се одржат на повеќе локации. Што точно се предвидува во тој дел? Мака, ќе прочитаат, значи, од потесниот круг, победниците и од потесниот круг, по една или 2 песни, за да се запознаат, публиката да се запознае со нивното творештво, а што следува понатаму во Антево перо ќе трае до нова година. Веќе во ноември ќе го промовираме, еве го зборникот, ова е веќе вториот зборник што излезе, ова е вториот зборник што излезе, Антевото дело,
ќе го промовираме и во ноември, ова е првиот зборник што излезе. Потоа, ќе имаме поетско читање на победниците од сите овие 5 години, значи негде меѓу 10 и 15 победници на Антево перо, на Златници, на Антев часовник, ќе ги собереме и ќе ги дисперзираме малку по градовите низ Македонија, бидејќи културните домови не бараат секој дневно. Но имаме проблем да закажеме датум заради ова пуста електрична енергија, бидејќи културните домови можат и да ги затвараат на вечер со струјата. И да, новото време морам внимателно да се договорим. Уште ова сакам да го кажам. Повелете. Еве ги сите 4 победници до сега. Ова се сите 4 победници до сега. Петата вечер ќе види, не е место ја сега да покажам. И двата зборника. Значи тоа го направивме во овие 5 години. И сосема нако со оглед на тоа што времето не гази, колку младите македонски поети пројавуваат интерес за ваквите манифестации? Сметате ли дека имаме квалитетни млади поети и поетиси кои што може да го продолжат патот на еден Анте Поповски и каква наследство остави вашиот татко токму за македонската книжевност, конкретно за поезијата? Има премногу. Не да го наследат патот. Они веќе го чекорат по истиот. Го чекорат патот. Затоа ви реков, вундеркиндови имаме од ова. Ке слушне ние сме горди на таа работа. Изнедривме, од нашето Антево перо, изнедривме до сега 7 прекрасни млади автори. Јас ви гарантирам дека во наредните години некој од овие млади автори ќе се закити и со Антевото перо или со ова. Верувајте ми ова што ви го говорам. А Анте Поповски остави, мислам, многу. Ова што ви го зборувам. Он остави 20 книги, он остави поезија, он остави милиони рецензии за кого не и како. Он сними документарни филмови за Енцес Бергер, Алберти, Еудженио Монтали и сето тоа. Нобеловци. Но повторно ќе кажам, есеите. Мене пред да почине, само едно ми рече. Еднаш, не знам како му реков, ќе одам во Лондон, во ова. Никако в Лондон, никако. Ќе си седиш во татковината и ќе си го чуваш јазикот. Тоа беше пораката негова на крајот. Ќе си го чуваш јазикот. Оној момент кој ќе исчезне јазикот, исчезнал македонецот. Тоа е тоа. Благодарам, Александар, за одвоеното време и денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Наследството и делата кои што ги остави Анте Поповски за современата македонска поезија ќе останат да сведочат за неговата поетска, но и човечка големина. А вие преку оваа меѓународна манифестација Антево перо, верувам дека ќе продолжите да ја промовирате и неговата македонската реч и во наредниот период. Ви благодарам вам. Значи, ние сме партнери со Македонска телевизија. Јас лани дадов благодарница кај вашата уредничка Нета Андонова, главна и одговорна, но во рамките на Антевото перо, па Лидија Мешкова направи прекрасен портрет од Лазарополе, во еден здив го изведе. Инспирација огромна имаше и го направи, и го гледам се емитува и многу луѓе викаат, абе дај јави се нека опуштат уште една. Верувам дека ви благодарам, партнери сме веќе. Благодарам уште еднаш, ние ќе се видиме во наредна прилика, во меѓувреме ќе ви посакам успешна манифестација вечерва. И јас вам.